Еве денеска чест ми е задоволство што во Демир Хисар сум присутен за да заедно со општинското раководство ја презентираме програмата на Социјалдемократскиот сојуз и новите мерки. Таа се базира на три основни столба: да ја вратиме средната класа, да вложуваме во иднината, а не во минатото и да ги спречиме поделбите во Република Македонија. Денеска со граѓаните на Демир Хисар ќе поразговараме, ќе ги слушнеме предлозите и мислењата пред се за теми кои што се значајни, кои што се потребни за развојот на овој регион и на Демир Хисар, пред се во областа на земјоделието, инфраструктурата и во делот на економијата и новите вработувања. Затоа ќе насочам неколку мерки што се однесуваат на земјоделието, за подобрувањето на земјоделството во Република Македонија и подобрување на статусот на земјоделецот. Не е доволно само да имаме субвенции кои што ги дава државата, а при тоа да паѓа целокупното производство во земјоделието. Затоа една од клучните мерки ќе биде бенефицираниот стаж за земјоделците од 12 месеци на 13 месеци, бенефициран стаж за секој земјоделец регистриран. Исто така земјиштето да биде во раците на вистинските земјоделци, субвенциите да ги примат вистинските земјоделци, воведуваме мерка за зелена нафта и низа други мерки кои што ќе допринесат за развојот на земјоделието. Од областа на инфраструктурата многу е значено да се вложува во капитални инвестиции кои што ќе го потпомогнат развојот на македонското стопанство. И за овој дел посебно значаен е изградбата на автопатот или пратниот правец Велес Прилеп Битола, со што ќе се создадат можности и услови за да настане развојот и на стопанството, на економијата и да заживее овој крај. И секако дека еден од клучните проблеми во Република Македонија, меѓутоа и во Демир Хисар, е невработеност. Овде има многу млади луѓе кои што не може да дојдат до работа. Знаете дека во Република Македонија во последните неколку години 230.000 млади луѓе напуштија Република Македонија. Ние тврсто сме решени да направиме се да го подобриме, да ја подобриме бизнис климата, пред се да ги изедначиме домашните и странските инвеститори. Владата на СДСМ планира да вложува во бизнис инкубатори со вложување на директни средства за отворање на мали и средни предпријатија, се со цел да може секој млад човек стекнатото знаење да го искористи и за екзистенција овде во Република Македонија, наместо тоа да го прави некаде надвор. Очекувам дека оваа програма ќе стане програма од народот, препознаена со оваа програма ќе го свртиме вниманието на граѓаните на Република Македонија и посебно на Демир Хисар, и ова ќе биде програмата која што ќе биде основа за идната владина програма на Социјалдемократскиот сојуз за напредна, просперитетна, слободна и подемократска Република Македонија.